Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистини. Вечерва со Валентин Манасиевски ВМРО ДПМН, добро вечер. Добро вечер. Амир Елези, Алтернатива или сега поново Влен, добро вечер и за вас. Добро вечер. Фатон Алити Дуи, добро вечер. Добро вечер. И Јон Фрчковски, СДСМ. Добро вечер. Околу 14 месеци помина откако Артан Груби рече дека е чист како солза и си отиде од Македонија, а денеска утрово пешки се врати, такви се информациите. На граничниот премин Блаци беше приведен. Тоа нормално предизвика голем број реакции кај партиите. Од вашата партија, од СДСМ, кажа дека се скептични, дека туку така се појавува Груби на граница, дека е ова договорено на некој начин. Зошто имате такви сомнежи? Најнапред сме прилично убедени дека е тоа така, стоиме за тие тврдења, затоа што да се подсетиме како Артан Груби ја напушти Македонија, како било кој граѓанин кој што туристички заминува од државата. Случајно, ако добро се сеќавам, поправете ме, не работеа камерите на граничниот премин дента, беше обвинет некој службеник, случајно најден позади компјутерите на царината и денеска со едни фанфари како на свадба го пречекаа во 6 сабајле и нормално тоа како што личи беше проследено од медиумите блиски до власта, од изјавите на владачката партија како една церемонија на испраќање од граница до притвор, од притвор до обвинителство. Нормално го следиме она што се случува цел ден на медиумите, на социјалните мрежи, една наметната реторика, според мене од истиот изворот кој што ни доаѓаат нападите овие 14 месеци, зборувавме за дефокусот и за медиумите блиски до Орбан, а под контрола, односно добронамерни према ДПМН, и буквално целиот инженеринг на тоа не делува, туку апсолутно наликува на еден договор помеѓу владачката партија и ДУИ. Не можам да кажем што е за ДУИ во моментот во таа приказна, меѓутоа ќе видиме. Во секој случај, зашто интересот од тоа? Затоа што ова како чаршав покрива многу теми од кои што ДПМН бега целиот овој период или можем да кажем во кој што тоне. Минималната плата, односно незголемувањето на минималната плата, скандалот со 5 тони марихуана кои што се уште немаат никаква разрешница, едно чудо тендери криминали кои што акт на СДСМ ги објавува. Така да буквално очекувам дека и тоа што ќе следи во деновите ќе биде камуфлажа на се она што сакаат да го покријат, а преку случајот со Артан. Добро, меѓутоа за случајов не известуваат само определени медиумски куќи или портали, буквално сите известуваат. Не, напротив, Претпоставам дека сите исто внимание му посветија на настанов. Зависи, ако следите еден дел од медиумите посветија внимание. Се за наративот е друго нешто, зборувам за медиумскиот отстапен простор. Меѓутоа наративот е се. Еден дел од медиумите наметнуваат наратив кој што од старт треба да ги пресретне тезите на опозицијата дека е ова договор, евентуално. Делот таквиот наратив... Вие така мислите дека има елементи на договор? И зошто би било? Тоа го кажавме. Апсолутно наликува на договор помеѓу две политички партии, во случајот ДПМН и ДУИ. Зашто има интерес ДПМН да го прави тоа, ви кажав? Апсолутно, затоа што тоа е еден дел од мантрата на дефокус која што ја гледаме цел овој период и за која што многу зборувавме. Меѓутоа ќе видиме како целата ситуација ќе се развие и што е тука за другата страна. Има ли дефокус како што обвинува опозицијата и кој е според вас мотивот практично Груби да се појави пешки на граница денеска? Апсолутно нема никаков дефокус. Добро е што конечно правдата ќе биде задоволена со тоа што Артан Груби е притворен утрово на граничниот премин тука во Македонија. Она што говорат за некаков си дефокус, не знам зошто нас би ни требало некаков дефокус кога сите работи си одат како што треба. Кога напомена колегата Јон дека дошол тој на некаков договор, апсолутно демантирам дека станува збор за некаков договор. Впрочем, поранешниот вице-премиер беше прв вице-премиер во владата на СДС и на ДУИ и она за што е сомничен го имаше направено кога беше прв вице-премиер во владата на СДС и ДУИ, кога тогаш беше премиер
Ковачевски. Така да она за што се товари и осомничи Артан Груби како тогашен прв вице-премиер е олицетворение, односно символ на криминалот и корупцијата која што 7 години владееше кога беа СДС и ДУИ на власт. Тоа е само еден доказ кога јас многу често знам да кажам дека кога говориме за СДС и ДУИ нивното владење, тоа е синоним за криминал и корупција. Добро, прашањето беше имате ли некоја информација или што кои се еде под куларите, претпоставам дека имате повеќе информации вие, зошто се појави Груби денеска на граница, зошто се предаде, кој беше мотивот? Не знам. Или ако дозволите, зошто го пречека? Бидејќи тоа не беше не наликуваше на... Добро, добили известување од косовските колеги, така е колку што читав беше информацијата. Прво не видов дека бил пречекан од, да речеме, не знам, Имаше видео, во 6 сабајли имаше видео, ја не мислам дека некој станал во 6 да снима природа на Блаце. Ама не видовме таму дека има 20 на камери кои што како во времето кога под политички прогон беа апсени членови на ВМРО ДПМН. Тогаш одеа 20 телевизии, снима, се влага во домови, апсолутно не е така. Ова е сосема една камера ја брка работата. Ама видете, тоа може да го сниме некој вработен таму, сега и пак го знаеме некој Артан Груби на улица да го видам. Манасиевски се извинувам, задржете мислата, ќе одиме сега до линковско вклучување на друг Манасиевски, меѓутоа овој пат Игор, нашиот колега кој што го следи случајот со Артан Груби. Игор, доколку се слушаме пред судци, пред кривичен, кажи ми што се случува, дали го донесува тамо господинот Груби? Да, Виденовски пред малку со комбе на затворска полиција од основното јавно обвинителство го транспортира до кривичниот суд. Некаде околу 18 часот и 30 минути заврши распитот во обвинителство, некаде после 5-6 часа распит. Предпоставка е дека она што го предпоставува и новинарите тука колегите дека најверојатно е побарано поблаги мерки да се донесат, односно да се замени притворот со куќен притвор и за тоа треба судот практично да одлучува, затоа со комбето на затворска полиција, ако ги гледате инсертите, преку гаражите на основното јавно обвинителство, видно смирен, можам да кажам, од изразот на лицето, отприлика и како што му беше смирен ликот и сабајлет утринава кога се предаде на границата и кога беше приведуван, така без никакви одговори, новинарите го прашаа дали се чувствува виновен, без никакви одговори, со комбето на затворската полиција донесене тука. Тука сега треба да биде изнесен пред судија на претходна постапка да се одлучува за тоа дали ќе биде пуштен на домашен притвор или од тука комбето ќе го врати назад во затворот Шуто Оризари, бидејќи него практично му е ефективен притвор, 30-дневен притвор. Остануваме да ги следиме, ова може да трае и до доктора во ноќта, но ако има некакви информации ќе побараме вклучување. Благодарам, Игор. Така, ако има нешто ново, те очекуваме. Благодарам за ова јавување. Би сакал само да дополнам, прашавте од каде, зошто сметаме дека имаат фрустрација. Сметаме дека во СДС има фрустрација поради тоа што се свесни што може Артан Груби да сведочи. Извинувам, само не прашав за фрустрација, друго прашав, меѓутоа повелете. Да, меѓутоа затоа го напоменав тоа, фрустрацијата во СДС владее, затоа што они се исплашени, според мене, затоа што све може Артан Груби да сведочи во овој судски случај, а и во некои други, така да сметам дека оттаму доаѓа нивната нервоза и оттаму они сега си фаќаат некои други теми, сакаат да направат некаква поврзаност, некаков дефокус, како што прават изминативе година дена откако Венко Филипче е председател на таа партија и нивниот пиар, кој што, како што знаеме, за многу работи стига и демант од сите страни, така да ова е уште една лага од страна на Социјалдемократскиот сојуз која се растура како мејор од сапуница. Добро. Јас само би прашал, прво не знам каков демант од кој страни стига за Венко Филипче, меѓутоа една правота која што ја спомнавме денеска во соопштението. 65.000 камери, Safe City со толку оперира. Ако не грешам по податоците кои што се јавно достапни, единствено работеа денеска кога требаше да биде пречекан церемонијално Артан Груби. Некога замина, некога 5 тони марихуана замина, значи све е мистика. Све е мистика, освен пречекот. Така да, од тука е целата аналогија зошто интересот за тоа. Така да, тие податоци стварно не се занемарливи и второ СДСМ да го обвините за дефокус во моментов е, мислам, во однос на оваа прашање небулозно. За дефокус можеме докторат да подпишеме за Јас и двајцата вас. соговорници би ги обвинувал за изостанување на презумцијата на невиност, затоа што и двајцата зборуваат како да е дошол Артан Груби, осуден криминалец со правосилна судска одлука и така натаму, а при тоа забораваме дека
Артан Груби се обвинува за колективна владина одлука. Нема никакво друго обвинение до сега. Тоа е побарање на управниот одбор на лотарија да се направи тоа и тоа. Со таа седница на владата, таа седница ја водел Артан Груби. Мнозинството решило така како решило. Според мои информации, сите присутни гласале за, вклучително и Груби. И таа одлука се оспорува и таа се гледа како некаква индиција за криминал. За колективна одлука, да се бара индивидуална одговорност, мислам дека е абецеда на правото. Не би требало. Но само уште да Повелете. поставам поинаку. Дали обвинителството, СДСМ, ВМРО и целата јавност че настапеа така како што настапеа тогаш пред да ја напушти државата Груби, тој според мене јавен линч, доколку Груби ја водел таа седница, но гласал против таа одлука. А морал да ја потпише затоа што мнозинството гласа за. Дали тогаш ќе се наоѓаше начин или дали ќе се бараше некакво Добро, сакате сега да ни кажете дека е невин? Не, јас сакам да ви кажам. Ние сме многу заинтересирани овој процес да биде транспарентен. Го делиме тоа како мислите? Не го делите, затоа што и двајцата зборувате како да тој се оправа силна одлука. Дојде символот на криминал, на не знам што имаше таков... Туку зборувавме за начинот на кој што беше пречекан и како тоа медиумски се продава. Јас дури мислам дека тоа е причината зашто дечкото ја напушти државата. Он веќе беше осуден од јавноста. И под таков притисок, медиумски, јавен и како сакате, партиски, политички, сакаме или не сакаме, мора да признаеме. Тоа ќе влијаеше во било која процедура судска. Мислам дека он сега направил паметно, имавме и соопштение ние, да бидеме јасни. Како партија сме многу заинтересирани да за сите тие што се докажува криминал, да си платат соодветно законот. Меѓутоа, да го осудиме дечкото, како што го осудивме предходно, и сега што дошол, ја би рекол и тоа е некоја доблест. Ајде, вели, барем јас така ја читам сега таа постапка. Ајде да ги видиме фактите, аргументите, да видиме јавно, нека се објави тоа. Ти има судски процес, ќе го гледаме тоа. Многу сме заинтересирани. Ајде, господине Терези. Да, сепак најважната вест на денот е дека под овие околности што и јавноста ги виде, господинот Груби се врати да се соочи со правдата и тоа е најважната вест. Секако јас се сложувам со сите тука присутни дека целиот процес треба да биде транспарентен, професионален и имајќи го во предвид и ова што вика Фатон, презумцијата на невиност, да се искаже и да се докаже која е неговата фактички во целата процедура која е неговата одговорност како прв вице-премиер, иако владата е колективен орган, сепак некои постапки може и индивидуално да се интерпретираат, но на страна на тоа како ќе биде судскиот процес и целиот исход на тоа, да не забораваме уште нешто друго, што Американскиот Стейт Департмент го прогласи и го стави во црната листа американска. И тоа е нешто што длабоко влијае и врз целиот процес и врз тоа колку бил Груби невин врз сите постапки што години наназад ги направил. Ако имаме во предвид дека Американскиот Стейт Департмент сигурно има поголем извор на податоци кога составува таква листа и Груби е ставен во црна листа. Ама грешка си. Да завршам. Не е во црна листа како резултат во црна листа. Ама чекај,
Погрешно ја поставуваш. Сепак е во црна листа заедно со Додик и со За кратко ќе ве другите. поканам тука дојдете, имавте нешто да Како додадете? резултат на предлог на нашата амбасада, на амбасадата Ајде, ни. молите, Не, ќе додадам. Да, сакав да се надоврзам и на децата колеги од РДС-туи. За камерите и зона снимање што го напоменавте, не е важно кој снима. Може да биде некој таму што работи, дали е тоа на граница, дали е тоа на не знам некоја блиска продавница или слично. Го знаат Артан Груби. И кога ќе ви се појави тој таму или како и да бил он приведен, нормално е, природно ќе ви дојде да го снимите. Но не е важно кој го снимал и колку го снимале, важно е дека правдата конечно треба да биде задоволена. И нешто што требаше вие да го направите како опозиција се уште најголема во Македонија, да го поздравите овој случај и да речете дека еве конечно правдата ќе биде задоволена затоа што е приведен оној што е баран со потерница. Сакам да споменавте дека сме го судиле. Не сме го осудиле, меѓутоа има толку. Ама што го осудивте? Правдата ќе биде задоволена. Која правда? Како да го интерпретирам ова? Оваа реченица, дај објаснете ми. Правдата ќе биде правдата задоволена, само ќе ве потсетам на она минато време во кое што поранешниот председател на објаснете ја СДС и на реченицата. владата Правдата ќе Заев, биде задоволена. Ова, според мене, вие веќе го осудивте. Значи, јас токму од ова велам, дистанцирајте се да се... Меѓутоа, правдата може да биде задоволена ако биде прогласен за невин и ако биде ослободен. И тоа е задоволена правда. Ама барам Така што- интерпретација негова те молам. Што подразбира се реченицава? Затоа што јас вака ја разбирам. Може да помогнам ако не завршивте. Правдата ќе биде задоволена, еве јас го разбирам тоа како институциите да се ја бркаат работа. апсолутно се бркат По ПС. Оно што е моја поента и заклучок на ова прашање не е во делот на утврдување на вина некого овде да обвинуваме или да осудуваме. Има институции за тоа. Се надеваме дека ако кренат глава од притисок, ќе можат и да го водат процесот како што треба. Нашата теза, а со тоа го почнавте прашањето, е дека ова наликува сериозно на политички договор и наликува на една помпастична акција на ДПМН во однос на нешто што, еве, доколку е навистина спонтано са бајле у 6 снимано, би требало да оди како и во секој друг случај. Ние денеска не можеме да кренеме глава и ова има тенденција, еве, спомнавте сега од нигде никаде Заев, фала Богу со предметов нема никаква поврзаност, па веројатно од утре наредните 5 до 10 дена тоа ќе слушаме. Не, сакав да се надоврзам за колегата што напомена дека сме го осудиле. Дефинитивно целосен дефокус. Не е дефокус, колега, зборуваме за го напомена за прерано осудување. Па изминатиот период имавме доста сведоштва каде што слушнавме поранешни судии, поранешни обвинители кои што јавно кажуваат каков притисок имале од тогашната влада на СДС и ДУИ, од тогашната, затоа споменав од господинот Зоран Заев, кој што беше премиер во Македонија, дека тој бил тој кој што одлучувал судските случаи кој ќе ги води, кој ќе биде гонет и кој ќе биде иземен од случајот. Па ова ако не е скандал, ако смее да интервенирам, има сведоштва, советник на премиерот од кабинет, мој професор и на Купоримско право стана уставен судија. На градоначалник сопруга, член на судски совет. Сега на страна не навлегувам у нивните компетенции, вие ќе зборувате за нарачувани пресуди, а во едно време од 2016 наназад со тоа живеевме, слушавме за суди, за тефтерчиња, така да внимавајте тоа да го фрлите ова на СДСМ е, извинете, благо кажано, глупаво. Добро, за судството ќе има посебна тема, да завршиме околу Груби, повелете ве прекинав. Ништо повеќе од тоа. Значи, јас замолувам и како партија сме многу заинтересирани да овој процес бидат почитувани сите права, сите меѓународни конвенции, особено презумпцијата на невиност и да биде правдата задоволена на начин на кој што ќе биде докажано пред суд. Ама да кажеме, добро, супер што дојде, еве сега ќе биде правдата задоволена, јас тоа го читам, еве сега ќе си го затвориме, ама ќе видиме дали ќе му дајаме толку години или онолку години. И јас токму од тоа се плашам. И јас токму поради оваа причина, поради тој јавен линч што се случуваше и пред да ја напушти државата Артан Груби,
мислам дека таа е причината што Имате некои информации дека ќе се врати? Како партија сега прашува? Не, се разбира, не. Јас барам немам никакви Не, такви поважното сознанија, ама и не прашање што мислам треба дека да го поставиме во ДУИ е дали Артан Груби е се уште член на ДУИ? На партијата? дали е тоа забрането да биде со Не е некаков забрането, закон? туку Дали член на требало партија. да му само престане да си завршам. членството ли? Член кој што е во црната листа на Американскиот Стейт Департмент да не се оградуваш од него и да не му престане, ако не да се исклучи од партијата, барем да не му престане членството, веќе зборува за друг контекст и во тоа како длабоко е навлезена ДУИ, во тоа што веќе го има и печатот на тоа дека целата партија е фактички вметната во црната листа на Американскиот Стейт Департмент, барем да се оградеа од неговите лоши политики во минатото, со тоа што ќе му се дадеше и простор и време да се справува со судскиот процес, нека се докаже дека е невин, со тоа ДУИ целосно ќе се растеретеше од обвинувањата кои што следуваат и на нив како партија. Впрочем, ова не е прв член на ДУИ што Сега им давате бесплатни совети што да Па прават јас во што туку партијата. сакав да му се Затоа заблагодарам затоа затоа што го последниве речи си 2 години од Влен Затоа го прашав само да- со ДУИ се бават, нам ни го берат гајлето. И не знам, и имаат една мака да се состават во еден политички субјект што се уште не Тоа е друго успева. прашање. Ние се Јас само ви оба благодарам функционираме во многу секоја господин Елези Значи, за Груби е се советите. уште член на ДУИ. Уште еднаш да ви кажам, да ви Дали повторам. со реформите Груби се уште во член во црната ДУИ? листа не е како резултат на некоја си истрага на Стейт Департментот, туку по предлог на Америчката амбасада во Скопје. Што е голема разлика и е во сосема спротивно Многу од тоа што ви... релативизирате. Не, спротивно од Систем тоа што кој го што е кажувате. Ама за да безпрекорен кажете и дека многу он внимателен дека го он е- релативизирате ама за да како да е кажете дека он е виновен за корупција ова она затоа што извини, амбасадорката од кој е назначена? Стейт Департментот знае подобро, така рековте порано. Значи не е како резултат на тоа, тука те демантирам. Амбасадорката дали е назначена од Зимбабве тука или од Америка? Во ред. Зошто интерпретирате ви и благодарам. релативизирате дека тоа е некој личен став на амбасадорката? Ние Се сме работи најмногу за заинтересирани озбилна ова да има судска разврска основана врз докази, а не врз некакви си желби на политички партии. Добро, тука немаме или никакви други дилеми, тоа сите го сакаме. Да. Прашањето, мислам, вие со сета почит малце поумерно настапувате, меѓутоа соопштиниот што стигна од вашата партија како реакција на приведувањето на Груби беше дека тој е донесен тука, сега го парафразирам, да му го зададе последниот удар на Ахмети. Што сакате да кажете со тоа? Па реално и така може да се види и на состојбата, пошто очигледно се работи за ранлива политичка фигура која што веќе си го покажа своето колку може и како може да се справува и со носењето на големи политики и со се друго. Ова ќе биде само терет за ДУИ и за нивната самопрогласена реформа која што се случи на последниот нивен конгрес, каде што Добро, барам се Рами Смерко не правиме реформи. Тоа е ваш член. Тоа Не, не е ваш член си е, ни го зедовте. Додека беше во ДУИ, се стави на црната листа на Стейт И Департментот. вие си го зедовте затоа што ви се Независно од допадна. тоа, секој како гласач може да Не, што значи да тоа се- финалниот удар? Сега да кажете дека Груби би извршил некаква функција каква и да или некаква улога каква и да биде таа, што ќе резултира со смена на Ахмети од лидерското место во ДУИ, бидејќи сега ја кога го читам тоа така го разбирам. Па реално тоа ќе биде голем терет за ДУИ, пошто тој е длабоко навлезен во целата конструкција внатре во ДУИ и впрочем сите одлуки на ДУИ што ги извршуваше Груби како прв вице-премиер се одлуки на Ахмети, пошто тој кажуваше ја нога не мрдам без да ми каже лидерот Ахмети. Значи ако е навлезен во корупција, првиот вице-премиер на ДУИ, тоа значи дека тоа е по сугестија или по наредба на лидерот Ахмети. Значи тие се
Заеднички Ахмети е мозокот на криминалот и корупцијата за кој што велите дека имало кај Дуи. извршителот е Груби или Џафери, Муса Џафери, кои да се другите извршители во другите состави на владите каде што Дуи била партиципент, но мозокот и во позадина е Али Ахмети. И реформата во Дуи не е направена само со другите членови, ако не го опфаќа тоа и лидерот Ахмети. Значи, тек ќе имаме други збиднувања во Дуи кои што ќе бидат интересни во наредниот период. Се уште во Дуи, се уште во Дуи, ако сме, една од причините што сакав да напоменам, сега е појасно и зашто не се појавивме на никаква лидерска средба. Прво, не ми личи баш дека е вака, затоа што премиерот најмногу внимание му посвети токму на Али Ахмети на таа лидерска средба, па дури и закажа уште една дополнителна, не знам дали се случи. Нема ништо лошо во тоа. Тоа е во склоп на политичкиот диалог и тоа ние го поздравуваме. Не видовме политички диалог на тие прават средби. органите на Дуи. Председателот на Дуи го одбира Конгресот на Дуи. Јас повторно ќе ви се заблагодарам за советите, но мислам дека повеќе треба да се концентрирате во вашите реформи или фузии или како и да ги нарекувате, затоа што предолго ви трае. Председателот Али Ахмети во Демократската унија за интеграција се уште е неприкосновен авторитет, без разлика што вие и многу други имате што да кажете дека е мозок на некаква криминална пајажина и така натаму. Пак ќе повторам, мене ми е жал што вака се изразувате. Не ми е никаков проблем и јас да почнам за ваши функционери и да зборувам на ист начин врз основа на секакви портали што се пишува лево или десно, но мислам дека тоа не е сериозно, а и не ви служи вас на честа ваков речник. Навистина претерувате со совети за Дуи. Позанимавајте се со вашата Ние организација. одлично си функционираме и си соработуваме. гледам. Туку овие совети се за демократските За нашето процеси, добро, за така? демократските процеси Фала. во Македонија. И ние како влен и за општеството и за државата не е во ред таков профил на политичари се уште да обстојат на политичката сцена. А особено не за Дуи, но нивно е Зборувате за Ахмети или за да, Груби? за Ахмети секако. Но нивно е да си одлучат кога ќе се справат со тој момент и како ќе се справат Добро, со тоа. имам едно прашање за Али Ахмети и за Дуи, меѓутоа се имам дилема како и да го прашам, бидејќи вие повеќе ги коментирате внатрешните работи, меѓутоа сепак вака ќе ја прашам како Ајде, Фато не вклучен подоцна, тој бил аналист. Тој бил аналист и сега е влезен во членството. Тоа е некаков греф да те Не, прашам? никаков греф. фал. Но, чие место одземавте сега на некој од тетовските да кажеме така поистакнати фигури се незадоволни. Добро, тоа се партиски работи, јавен интерес тука Ќе нема да да ни губиме повикаме на време. наредно собрание. Имате што Немам да кажете. потреба да си доаѓам. Таму сите Во јавноста институции се прават многу често анализи за тоа кој ќе го наследи Али Ахмети на лидерското место на Дуи. Сепак тој е се уште неприкосновен лидер таму, меѓутоа тоа што се гради како мит околу него е една работа, биологијата е друга работа, сите сме замвилни во определена фаза, колку враќањето на Дуи ќе може да ги измеша, да речеме, тие некои математики интерни што ги има во мала речица за тоа кој ќе биде наследник на Ахмети. Јас не мислам дека има конкретни математики од некој. Се уште е рано да се размислува. Ние само што завршивме со Конгресот. Има уште 4 години мандат председателот, така да како што и претходно кажав, се уште нема фигура која што би се одделила и да кажеме, а не е ни време за такво размислување. Мислам, ова предмет на дебата го прават Влен, Алтернатива, Беса и кој е таму, Невзат Бејта и Меджити, Мерко, заедно си ја прават таа тема и се занимаваат со нас, со нашиот председател. Мерко не е член на Влен, само Добре да за поддржуваат. јавноста да се знае. Поддржувач ваш. Сепак не е наш член. Тоа ќе се случи кога ќе оценат органите, ама барем уште 4 години не мислам дека ќе се отвори таа тема за наследник на Ахмети.
Добро, Фрчковски, колку е можно, споменавте малце, сами отворивте темата околу владењето на правото, колку е можно и во овој случај, имајќи во предвид целата политичка констелација, да има, условно кажано, трговија со правдата во овој случај? Прво, не би преюдицирал во конкретниот случај, тоа е непристојно. Меѓутоа, општиот впечаток во однос на однесувањето на ВМРО визави судството е дека сем притисок не може да очекуваме никаков епилог. Тоа го гледаме и денес, затоа што од овој настан се прави фешта која што има за цел да дефокусира милион скандали. И набравив два случаи во кои што директно извршната власт става шепа во врз судската, доколку Уставниот суд ја третираме како судска, некаде се третира како четврта власт во државата. Меѓутоа, имавте и ситуација на, непосредно во однос на изборот на јавен обвинител. Што се случи со беше наречена медиокритет една од кандидатките. Значи, многу слободно власта влегува во категоризирање на обвинителите и судиите во однос на тоа дали им се допаѓа, не им се допаѓа, па дури и лични квалификации визави незината компетенција. Така да тоа многу наликува на нешто што ДПМН го правеше во минатото, а знаеме во тој период каква беше довербата во Така, меѓутоа, кој ќе кажете дека владата од ова прави медиумски, условно кажано, циркус, дека прави дефокус, дека ова е наменски, дека ова не е случајно, логично се постава прашањето дали кога ќе дојде човекот на суд, имајќи предвид каква е состојбата кај нас во правосудството и довербата, дали е можно тука некои политички игри да се играат? Веќе кога го споменуваме конкретниот случај.